Пејачката Андријана Петрушевска меѓу 10 финалистки во популарното регионално шоу Звездите на Грант. Освен што убаво пее, таа и убаво изгледа. Денеска гостинка со мене во студиото на Репортер. Андријана, добро дојде. Здраво на сите во студиото и на сите гледачи. Ти благодарам за прекрасната најава и прекрасната покана. Фала уште еднаш што дојде и што ќе бидеш гостинка во студиото на Репортер. Веќе месец дена како заврши шоуто од Звездите на Грант и месец дена веќе си тука во Скопје. Ги собрали впечатоците и што правиш сега? Конечно, впечатоците се собрани. Јас сум на свое место, се прибрав, се раскомотив, така да кажам. Конечно си дојде све на свое место и тоа беше едно прекрасно искуство за мене, така што ќе збориме во текот на емисијата за се. Добро, што правиш сега? Имаш настап, имаш ли бенд, пееш по кафулиња, по локали низ Скопје или низ Македонија? Имам настапи, почнам да работам со мојот менаџер Васко Спасовски. Еден поздрав до него. Поздрав до Васе, да. Васко. Менаџерот на Лозано е всушност сега менаџери на Андријана Петрушевска, така? Така е. Васко ми помага за настапите, за се тоа што се одвива околу мене. Така што имам настапи, почнав да работам низ Македонија. Се надевам дека ќе работам и пошироко во наредниот период. Добро, освен музичките настапи, претпоставам дека пееш по кафулиња, по дискотеки и кафичи, така? Да. Ајде, со кој репертоар настапуваш и дали ќе снимиш сега твоја песна? Моја песна се очекува, да. Септември се надевам дека ќе биде. Инаку за настапи најчесто поп рок, нели турбо фолк, нормално све тоа што е актуелно се пее и се надевам дека сите што доаѓаат кај мене на свирка се поминуваат убаво и незаборавно. Добро ми е спомна новата песна во септември, со кого работиш, кој стои позади овој проект? Да откриеме ли? Ако сакаш. Why not? Да. Добро, ќе откријам со еден од најдобрите продуценти кај нас композитори, можам слободно да кажам, Лазар Цветковски, ете еден поздрав и до него. Така што мислам дека ќе испадне нешто убаво, нешто неочекувано и нешто што до сега можеби кај нас се нема случајно. Ајде ќе почекаме да не откриваме сега повеќе. Ќе почекаме до септември. Ајде малку да позборуваме околу популарното шоу. Кога прв пат се појави и кога се пријави да учествуваш во Звездите на Грант, очекуваше ли дека навистина ќе успееш да стигнеш, беше 10-та во финалето, дека ќе успееш да стигнеш до големото финале и дека навистина ќе станеш толку популарна? Ти благодарам најпрво што се надевам дека сум популарна. Јас искрено мислам дека секој очекува за себе да стигне до некој ниво за кое што нели замислил и на крајот на криштата јас го достигнав тоа ниво и навистина сум горда поради сето тоа што ми се случи. И навистина ми е посебна чест што работев со толку добри луѓе, нели покрај надпреварот што се запознав со толку убави и добри луѓе. Најмногу ми е драго што бев дел од тимот на мојот ментор Ѓорѓе Давид. Поздрав. И се надевам дека се беше во најдобар ред и дека јас си го достигнав тоа ниво кое што го сакав и стигнав 10-то место во финале. Добро, на финалето, подосна ќе позборувам и за Ѓорѓе Давид, на финалето пееше со страшни болки во кичмата, едве си стоела на нози и си примила инекција пред настап. Што се случуваше? Финалето имав, да, страшни болки на кичмата, да кажам. Иначе во петиот круг бев на стината и морав да примам инекции, за да можам да барам колку толку да отпеам и да изнесам тоа што го работевме цел месец напорно. Така што не можев да дадам се од себе, нормално не можеш да дадеш се од себе кога си болна и на стината, но се потрудив да биде тоа најдоброто што можам да го дадам во тој момент. И добро, дали жирито имаше барем малку осет во однос на тоа дека... Мислам дека не знае се до моментот кога Ѓорѓе не кажа на крајот од настапот дека јас сум на инекции, дека сум многу болна и тогаш им стана се јасно, но
беше доцна, не ми ги дадоа сите Не ти гласови. ги дадоа. Добро, ама и без тие гласови те исторка работата. Околу односот со Ѓорѓе Давид. Како тој те избра тебе или ти го избра за ментор? Саша Поповиќ има правило поставено да ако ги добиеш сите гласови, тоа беше сега во претходнава сезона, ако ги добиеш сите гласови да си бираш сам. Но јас добив 4 гласови во првиот круг, но ми даде можност да бирам меѓу Вики и меѓу Ѓорѓе. Јас си го избрав Ѓорѓе, нели, нормално. И супер испадна се. Така, како ви е односот сега со Ѓорѓе Давид? Дали се слушате? Знам дека во време на настапите од Звездите на Гранд сте имале една ситуација која те терала да пее терца, ти не си можела да испееш. Се случи нешто што сакаше да променам во песната која што ја пеев, но јас дали не можев, дали не сакав, не знам. И одеднаш така ми дојде да се заплачам, пошто сум си јас иначе плачкала како природа доста. И потоа се вратив, се смиривме и се беше окей. Ѓорѓе е навистина како татко. Да, некаде слушнав дека, односно прочитав дека вели што ми беше како татко, значи како е да се работи со Ѓорѓе Давид? Мојот ментор е феноменален, јас премногу го сакам, дури сега, нели, откако заврши ова се, ние пак сме си супер односи, се гледаме, беше во Скопје пред недела дена, закажуваме концерт, ете можам и тоа да го кажам, дека се надевам дека на крајот на август или почетокот септември ќе има Звезда Гранда, ќе има ќе го има победничкиот концерт во Охрид. Така што сите се поканети да дојдат, нели, кога ќе го има точниот датум. Инаку Ѓорѓе можам да кажам дека е толку многу посветен навистина онака во права смисла на зборот, премногу посветен ментор за сите нас подеднакво и навистина го ценам се тоа што го направи за нас, премногу го ценам. Се дружите со Александар Јосифовски? Да, супер. Александар Јосифовски ми е премногу добар другар. Немаме заеднички настапи, но се надевам дека ќе имаме. Има заинтересираност. Инаку не, стварно многу добар другар, позитивен, посветен, така што одличен. Околу односот со останатите членови од жирито, нешто го дознав за тебе дека си била во добри односи со Цеца Ражњатовиќ и со незината ќерка и дека сте се дружеле во бекстејдж. Така е. А како е приватно српската мајка? Српската мајка кралица, буквално. Она не знам дали виде во мене толку потенцијал, па премногу ме засака и јас неа нормално. Ме запозна со Анастасија, имавме прилика да се дружиме на отварање на едно казино во Белград. Тие беа поканети, нормално и јас, и така се запознавме со Анастасија и ми беше премногу драго. Се допишувате сега, сте во контакт? Не сме во контакт, но се надевам дека понатака би биле, зашто да не. Што се случува зад завесите на Гранд? Колку навистина жирито се караат меѓу себе, некојаш имаат многу комични ситуации или е само глума? Значи што се случува кога од онаа страна што ние гледачите не ја знаеме? Значи, повеќето од работите што ги гледаме се точни, пошто јас бев делот од тоа шоу и знам. Не они приватно си се сакаат, нормално се дружат, си се, нели, почитуваат меѓу себе, но знаат да се скараат и да се поткачат за некој од нас, нели, бидејќи таму и не е сеедно веќе кога станува збор за својот. Колку ти имаше трема на настапите? Пред секој настап предпоставувам дека Јас верували или не, имав трема се до можам да кажам до 6-тиот круг. Премногу трема. Ќе позбориме. А потоа се опуштив и воопшто немав трема. Мислам дека да имаше уште 10 круга, јас супер ќе поминев на сите. На крајот се опуштив, буквално, што и Ѓорѓе го кажа, нели, тоа во полуфиналето. Конечно излезе од неа ѓаволот. Една година беше постојано одеше на релација Скопје-Белград. Дали доби некој понуди од таму, откако заврши шоуто? И дали планираш можеби да се преселиш таму па да пробаш кариерата таму?
година дена точно живеев таму. Не баш живеев, но исто како да живеев, бидејќи не дала дена таму, 2 дена тука ќе се вратам да ги видам моите. Но искрено имам понуди за соработки, за свирки, за се нешто такво. Така што јас се надевам и искрено сакам да се преселам во Белград и се надевам дека тоа ќе го направам во најбрз можен рок. Околу стилот на облекувањето, исто така се крена голема врева. Околу твојот стил на облекување за време на настапите на звездите на Гранд. Особено, еве сега пред малку се појави она слика каде што па ќе се сврти во текот на разговорот, еве ти и Ѓорđe Давид. Она слика каде што беше во наводници ќе ставам со ленти или речиси гола, меѓутоа носеше крилја кои што биле 14 килограми тешки и ти преседа цела вечер со нив. Па не цела вечер, додека снимаа другите, мене нели ме правеа тоа уметничко дело, јас можам слободно да кажам, ремек дело, кој што не може секој да го износи. И нели не е за секаде нормално на сцената трпи тоа. Еден поздрав до Кика Студио, една девојка од Смедерово толку талентирана која што тоа ремек дело го правеше околу 5 сати со незината асистентка. И нормално крилјата беа тешки и сето тоа мислам дека најдобро што можев го изнесов и супер беше. И колку сметаш дека го постигна ефектот, ете успеа да се наметнеш, да речеме, и во јавноста, буквално и со стилот на облекување имаше еден настап во кој што потоа пишуваа медиумите дали си носела долна облека или не. Кој се грижеше за твојот стил на облекување и како кој ќе ги прочиташе тие објави за себе, реагираше? Дали тогаш свати која е цената на популарност? Па јас сакам вака прво пред се да се истакнам, нели, пејачки со моите вокални способности, нели, па потоа да кажеме дека, нели, имаме еден таков стајлинг. Сето тоа е тешко да се изнесе, не може секој да го носи, нормално. Навистина ми е чест што ете баш јас се согласив такво нешто да изнесам нормално нели со мојот ментор Ѓорđe Давид. И испадна преубаво, имаше и критики нормално, имаше и на тие нели кои што не им се допаѓа, имаше на такви кои што премногу им се допадна, но најбитно е што јас сама за себе мислам дека преубаво изгледав и дека мене ми беше преубаво на сцена. А само таа девојка од Смедерово ти ги дизајнираше, ја дизајнираше обликата со која што настапуваше или соработуваше и со некои други дизајнери? Пред секој настап, да речеме, со кого се договараше? Да, соработував исто со една девојка од Србија, која што ми го правеше оној црн комбинезон као Catwoman облечена. Ова е исто моја креација, јас си го смислив. Овој црн фустан. И па ајде малце за приватниот живот да позборуваме. Прво, од каде желбата за пеење? Знам дека имаш завршено нижо музичко училиште, средно и дека студираш сега факултет за соло пеење. Ајде прво, кога прв пат откри дека знаеш да пееш? Прв пат открив, тоест не јас, мојата наставничка од основна, Зорица, може би ќе не гледа сега, јас сегде ја спомнувам. Таа беше таа која што примети дека јас можам да се бавам со тоа и да пеам. Кога одев на хор, и бев солист и навистина ми е драго. Така тргна приказната, потоа се запиша во средно музичко или Николовски Луи во Скопје. Така и потоа факултет и тоа е тоа. Добро, не ме интересира дали некој во твојата фамилија се занимавал со музика, од каде, кога прв пат ти се роди желбата да станеш пејачка, меѓутоа веќе да се представиш на јавноста, дали од желба за популарност, дали од финансиски аспект, значи дали затоа што навистина го сакаш тоа? Па не, од финансиски аспект воопшто не. Јас ова навистина го сакам, ова е мојата прва љубов. Покрај тоа свирам и на пијано. Ете и тоа можам да го кажам за мене.
Тоа беше мојата желба уште од мали нозе и јас тоа си го остварив. Колкава поддршка добија твоите? Моите се најголема поддршка, неверојатна поддршка и мислам дека најбитната поддршка ти се фамилијата и семејството. Па се па натака. Тие доаѓаа со тебе постојано? Па не постојано, но секогаш ми дава поддршка и да не беа, нели, со цело срце и раширени раце ме чека. Добиваше ли некои искрени критики од нива? Па знаеш, ова не го направи баш сега како што треба или се воздржуваа од тоа? Па, они како јас сакам така, нели, прави, но секогаш ми беа поддршка. Така. 3 деца сте? Брат и сестра или? Да. Поголеми, постари од тебе? Помали се, брат ми има 8 годинки и сестра ми има 16 години. Така, што ти бил на тие кога те видат на телевизија? Па се радуваат нормално, гордост. Така, што си велиш за себе кога ќе се видиш пред огледало? Дали или сега веќе кога се гледаш на сите овие сајтови на кои што си појавуваат твои фотографии, значи колку од една страна само бендисаноста, нели, секој што имаме од нас те тера да ја туркаш работата напред, од друга страна дали кога се видиш си наоѓаш некој свој мајне, па секогаш можеби ова треба да го променам на себе. Па јас мислам дека секој си наоѓа мани за себе. Никој не е совршен, нели? И јас можеби нешто не ми се допаѓа, но сега за сега мислам дека ништо не би менувала искрено. Добро, колку од една страна сметаш дека убавината, да речеме, е покрај тоа што, нели, убаво пееш, колку сметаш дека и убавината е пресудна за некој да успее во музичкиот свет? Па не мора да значи, но мислам дека е битна, барем кај нас на Балканот веќе се гледа буквално се. Така. Да. Колку си, освен знам дека имаш направена корекција на устата, дали сакаш да правиш некои други корекции? Што сметаш за естетските корекции, например? Особено тоа што си многу млади, имаш 22 години. Па немам ништо против, искрено, можеби би променила нешто понатака. Да. Сега за сега не. Да, само устата имам правено и ништо повеќе од тоа сега не би чепкала. Тоа би понуда да учествуваш во шоуто Задруга? Да, да би понуда. Прифати или ја одби? Тоа останува мистерија сега. Да не се појавиш во Задруга, од кога им почнува всушност прикажувањето? Септември. Септември? Да. Немам ништо против, мислам Задруга вака и се тоа, но не знам, сепак би размислила. Повеќе сум за не, но да не кажуваме не, бидејќи на крајот може нешто да се промени, па да биде, сега кажа не, па сега отиде и не знам, слично. Добро, освен во времето кога настапуваше во Звездите на Грант, освен Ѓорѓе Давид, кој ти беше ли некој друг поддршка од жирито? Па Цеца. Само Цеца? Останатите? Кој е најтабијет од нив? Сите беа веќе на крајот као за мене сите беа, но покрај Ѓорѓе Цеца беше мојот доста ме охрабруваше и беше до мене секогаш и нели, ајде јако, само ме бодреше. Сега откако стана популарна и веќе наназад една година откако учествуваше во Звездите на Грант, што е со љубовта? Знам дека си имала долга врска. Така е. Се разделивте во времето кога стана популарна или претходно? Па претходно. Јас не сакам многу да зборувам искрено за приватниот живот. Тоа е само за мене, но да се знае дека, нели, сум имала долга врска и тоа е тоа. Добро, сега откако стана популарна, колку имаш проблем со додворувачите, дали имаш можеби некоја љубов, колку сега да речеме ти е проблем да имаш некоја љубовна врска? Па не знам дали е проблем искрено, не сум пробала, но мислам дека и сметам дека моментално не ми треба, сакам да се посветам само на себе си, на кариерата, бидејќи нели сепак како што кажав имав долга врска и навистина не бев сама на себе посветена. Сега сакам сама за себе да се посветам, да работам на кариера и на настапи и на свирки, буквално се, така што немам време и немам потреба за другата страна. Добро, дали добиваш пи непристојни пораки, да речеме, на Инстаграм, на социјалните мрежи? Колку си активна на социјалните мрежи? И некои невкусни коментари, претпоставувам, или кога ќе си прочиташ за себе, да кажеме нешто кој ќе биде објавено на... Па имаше доста невкусни, нели, како што можеме да
приметиме од изданијата од кои што беа, но јас навистина и не ни ги читам и така што ќе ми кажете едино па да малку се замислам. Ама иначе вака не ме допираат многу. Како ја држуваш линијата? Вежбање и нели исхрана нормална. Така што малце во последно време запушавам со вежбањето, но се надевам дека ќе почнам во скоро да работам како што работев. Пред да не изненадиш во септември со тоа што ни го вети невидено нешто, пошто разговорот го правиме во лето, дали планираш да одиш некаде на одмор? Па планирам да одам на одмор, не знам каде точно, но планирам август, се надевам дека ќе одам. Во случај да заминеш за Белград, колку те фаќа, а рече дека сакаш да се преселиш таму и дека веќе се добила понуди, колку те фаќа паника дека сега треба да се покажеш на музичкиот пазар таму или веќе настапувањето на Грант се исплатеше, па сметаш дека таму ти се отворени вратите? Па се си има своја, искрено јас мислам дека Грант доста ми допринесе во моето искуство, така што нормално би се снашла, јас сум спремна и имам репертуар, така што не би било проблем да се снајдам и таму. Мислам дека ние сме исто, нели? Така. Андријана, ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортер. Ти посакувам многу успех понатаму и убав летен одмор. Ти благодарам на тебе.